Оде заедно во студиото на Универзитетското радио со мене е професор доктор Емилија Јаневиќ Ивановска, проректор за настава на Универзитетот Гоце Делчев. Проректорке, добре дојдовте. Добре ве најдов. Ќе зборуваме со вас за многу работи на Универзитетот, претежно за наставата, процесот на настава на УГД, но ќе започнам со оно што е најново. Годинава има 3 нови академии на УГД. Неколку пати информирав јас за новите академии и правевме прилози за тоа. Можете ли вие да ни кажете околу овие 3 нови академии? Па, всушност, 3 академии нови, со тоа што бројката на факултети кои што ќе бидат во состав на Универзитетот Гоце Делчев од 13 стануваат 15, така да многумина ќе се прашаат каде е тука грешка во математиката. Всушност факултетот за музичка уметност поминува во музичка академија, така да тука имаме само една трансформација во името, заради тоа што сите овие академии ќе бидат насочени кон делот на уметностите и заради својата специфика всушност го добиваат името академија. Нема да има суштинска промена на факултетот. Суштинска промена на овој факултет нема да има ништо, сем името, заради препознатливоста и заради на некој начин потенцирање на спецификите што студентите на овој факултет, на оваа високообразовна институција, да кажам дека значи се работи за иста работа, всушност ќе си продолжат само онака како што си почнале и на ист начин ќе си го добиваат своето знаење. Студиската програма по класично сликарство, што беше на некој начин во состав на Факултетот за музичка уметност, сега добива своја независност, всушност преминува во ликовна академија, која што веројатно понатака ќе биде оплеменета, односно бројот на студиски програми во зависност од потребите, интересот, или пак ќе си остане само како таква по својата препознатливост и по кадрот кој што го има таму. Новина е всушност третата академија, тоа е Филмската академија, која што оваа година започнува на некој начин како нешто ново, а според својот обим, замисла и она кое што го имаме како предвидување и очекување е дека ќе почнеме така доста интензивно уште на самиот почеток и со прв и со втор циклус. Јас се надевам дека ќе има интерес, бидејќи многу е различно од она што можеби некои сметаат дека ќе биде идентично со факултетите кои што се во земјава и во регионот. Имено се работи на вистина за Академија за филм, која што во својот состав има студиски програми кои што ќе произведуваат, да кажам, можеби грубо, кадри кои што ќе бидат исклучиво професионалци, препознатливи по своето знаење во областа на филмот. Така, например, ќе имаме филмска режија, потоа во склоп на кое што ќе имаме дел можеби и за анимација, потоа ќе имаме продукција филмска, значи нешто што е условно да кажам и занат кој што мора да се научи како што треба. Имам интересна студиска програма во делот на филмска музика, која што ќе продуцира кадри кои што ги нема во регионот. Од типот на тон мајстор, од типот на аудио инженер, од типот на филмски музичар, од типот на значи кадри, тон мајстор реков, значи нешто што на вистина во Македонија има реална потреба за таков тип на кадри, а кои што ги нема. Сега, понатака имаме нешто кој што ќе следи, а тоа е и монтажа, ќе имаме камера, ќе имаме сценарио, ќе имаме костимографија, се нешто кое што исклучиво само ориентирано кон делот за филмот. Така да од тие причини мислам дека тука е главната новина околу трансформацијата. Кога сме кај Филмската академија, оно што многумина ги интересира е како ќе се одвива наставата и на Филмската академија, но и на останатите академии, во смисла екипиран или е наставен кадар, пракса, како е размислено тоа? И па добро, знаете како, на УГД се одиме одеднаш и всушност по тоа сме и препознатливи, дека за кратко време нашите, како да кажам, мисништа и она што го имаме како идеја и замисла се реализираат. Така да, па по тоа и сме препознатливи, дека за кратко време можеме да направиме реалност. Да се вратиме, значи, за, како што реков, музичката академија нема да има никакви трансформации, значи студентите си продолжуваат во условите во кои што се, таму имаме, значи, инструменти на кои што може да ни позавидат и академиите од многу постари по својата традиција и постоење. Имаме врвни професори кои што се препознатливи и мислам дека таму веќе си тече она кое што е и вториот циклус, трет ќе почнеме, така да тука нема што.
Ликовното, односно ликовната академија, имаме веќе, значи почнува да се стабилизира кадарот, имаме професори од Русија, имаме наши еминентни, препознатливи професионалци. Просторно веќе почнуваме полека, тоа е студиска програма која што веќе функционира, така да многу поголеми услови, да речеме, за разлика од од добро, филмската. знаете како никогаш секогаш кога имаме нешто повеќе е подобро, меѓутоа за сега тоа е веќе стабилизирано на некој начин и мислам дека полека веќе и просторно, веќе стариот ректорат полека се подготвува делумно да биде место на кое што веќе ќе се лоцираат и кадрите од овие академии, мислам дека веќе почнува да се имаме идеи понатака како тоа ќе се развива за да биде уште попрепознатлива. Филмската академија само што туку почнуваме, значи прво имаме простор во кој што наставниците ќе бидат сместени. Делумно ќе се искористат капацитетите постоечки на УГД, бидејќи првите година-две ќе биде исто така повеќе на контакт настава и така натаму. Во тој период ќе се преадаптираат одредени простори кои што се потребни. Нашиот мултимедијален центар има свој капацитет. Еве ние сме тука во едно студио во кое што кога го посетија потенцијалните професори од Филмската академија рекоа дека и професионалци можат да позавидат на дело допремата што е тука и мислам дека на тој начин за почеток ќе се стартува сосема успешно, а потребите нормално со тек на време ќе се надополнуваат. УГД воспостави соработка со една еминентна филмска академија од Прага, тоа е ФАМУ, вие бевте дел од тој процес. Како дојде до соработката со ФАМУ и што ќе биде бенефитот за самите студенти? Па, да ви кажам, тоа е нешто кое што исто така треба да се потенцира, треба да се промовира на извесен начин, потенцирајќи го дека и фактот дека ова соработка дојде на иницијатива преку владата на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, всушност некој заеднички проект на сите овие институции, преку Филмската академија која што од Прага, од Чешка, нивната желба на некој начин да своето знаење и умење преку искуството стекнато во реализација на нивните студиски програми, всушност го пренесат тука, сметајќи дека имаме едно поволно тло, да кажем, дека Македонија е навистина едно поволно тло за да се има слични, идентични студиски програми. Од друга страна, нивната желба да соработуваат со УГД е веројатно препознатливоста наша и таа флексибилност и можност за брза соработка на некој начин. Јас бев присатна на неколку состаноци со нив, ние имавме една како да кажам презентација и убава средба во Младинскиот културен центар во Скопје и каде што професорите од ФАМУ ги кажаа своите идеи и начинот на кој што они функционираат. Овие студиски програми кои што соработката ќе се за почеток ќе почне само со 2 студиски програми од втор циклус, кои што ќе бидат на англиски и кои што сушно се направени како резултат од страна на професорите од ФАМУ, како резултат, како што реков, на нивното искуство во реализацијата на такви студиски програми во Чешка. И тоа за сега е планирано да оди само како втор циклус на англиски јазик во Охрид, бидејќи тоа на нивна на некој начин иницијатива и желба, бидејќи смета за почеток дека таму ќе имат поголема инспирација природно студио. Знаете како луѓето од филмот се малце поспецифични, посебно за луѓе како мене, на пример, кои што работат сосема нешто друго. Така да секоја професија треба да се почитува и на тој начин мислам дека ќе биде успешно. УГД уште од самиот старт е ориентиран кон настава кој што значи процес на ЕКТС, Европски кредит трансфер систем. За оние кои што годинава ќе се запишат, сосема на кратко да им објасниме што значи да се студира по ЕКТС. И па знаете како веќе ЕКТС станува веќе стар систем, иако не е многу стар, веќе повеќе од 10 години како се имплементира во Република Македонија, односно веќе и во Европа. Што значи кредит трансфер систем? Тоа значи дека пренесувањето на знаење, давањето на знаење од нас професорите према студентите, всушност се квантифицира на некој начин
преку оптовареност и преку количина на дадено знаење, кое што се на некој начин пресметува за да може да имаме една реална, односно еден објективен начин да тоа полека станува препознатливо и уедначено не само на ниво на една држава, туку и пошироко, односно во Европа. Ова се јави како иницијатива, односно и како на некој начин и потреба, за да може да се интензивира, да може да се овозможи пред се многу поедноставно движење на тие млади луѓе во Европа, а да сепак он со себе си ги носи кредитите, односно знаењето и количината на потребните, како да кажам, осознајување од одредени предмети, ако сака еден извесен временски период да престојува на друг универзитет. Бидејќи ако немате вие квантификација математичка во бројки, вие потешко ќе можете да кажете колку еден човек знае, односно не знае. Што не значи сега пак дека треба многу ригидно да ги сваќаме сите овие работи, односно се зема една начин на пресметка за да кажеме дека вака еден студент по овој предмет треба да има оптоварување од толку часа неделно и дека тоа е еден оптимум кој што на ниво на Европа е кажан дека е сосема доволно за да тој студент во таа година стекне таков тип на знаење. Од теорија, од практика и од некои своји собствени, односно друг тип на активности. Кога веќе одите на друго место, штом со себе си ги носите квантифицирани знаењата преку тие кредити што се така наречени, значи, тогаш веќе многу полесно вие може да направите препознатливост, нострификација на вашата диплома, некој да ве прими веднаш да продолжите да студирате на друг факултет, без притоа да имате проблеми со администрирање и докажување колку вие знаете, а колку вие не знаете. Така да колку и да се смета дека можеби тоа е нека унификација на високо. Ова е унификација, знаете што ако сакате нешто поедноставно да стане, обично луѓето тоа на некој начин математички го валоризираат, за да имаме многу поедноставен начин на трансфер на студенти, меѓутоа да не забораваме и на професори, кои што ако отидете вие сега како наставник во друга институција, вие програмата која што ја имате, некој ќе ви каже од тие 15 кредити што треба да ги имате, вие треба да предавате само материјал во тежина од 2 кредити. Вие отприлика знаете колку е обемот на таа квантификација во споредба со предметот кој што треба да го држите. Сепак дека квалитативно повторно има разлика од студии до студии, од сега универзитет до додамна универзитет. сме го и многу често, јас сум го потенцирала тоа и многу често е зборено, разлика во студиите. Значи, знаете како, и нашиот закон за високо образование и секаде во светот имате задолжителни предмети, имате изборни предмети. Задолжителните предмети се ја дават препознатливоста на струката. Значи, ако вие сакате да бидете инженер, во задолжителни предмети ги имате стручни предмети. Сега, овие кои што се изборни предмети, ја дават препознатливоста на факултетот, на универзитетот и на професорите. Така да, тие се веќе пофлексибилни, така да, ако сте вие реномиран професор на некој универзитет и некој ќе каже да, јас кај да студирам ќе бидам доктор, ама ќе одам да студирам таму каде што е Игор, бидејќи изборните предмети што ги предава Игор се тие кои што ќе ми дадат препознатливост во сегментот или сакам едноставно да студирам на УГД заради тоа што изборните предмети таму имаат поголема визија за мојата професија отколку некој друг. Сега, за тоа велиме дека можеби студиските програми се различни. Нашите студиски програми конкретно на УГД и кога ги правевме за акредитација, се обидувавме баш заради овој кредит трансфер систем, баш заради тоа што веќе влегуваме во Еразмус програмата, каде што веќе наши студенти одат веќе, значи втората група замина, сега третата ќе оди. Нашата идеја беше всушност да видиме нашите студиски програми дали се препознатливи генерално со препознатливи веќе универзитети во Европа и на тој начин всушност да им ја олесниме, да го олесниме трансферот на студентите наши кои што ќе одат таму. И сметам дека сепак е ова нешто кое што е добро, нормално, сега пак ќе кажам ова е млад процес, бидејќи трае само 10 на 15 години, и дека допрва сите добри страни ќе треба да се станат уште подобри, оние кои што создаваат најчесто административни проблеми, бидејќи секаде администрацијата малку е поригидна,
веројатно ќе се најде начин за сето тоа да биде нели избегнато во иднина. Генерално сметам дека ова квантификација не на знаење, туку квантификација на оптовареност на студенти е добро за да биде условно речено индиректно некој показател и параметар на она што тој студент го има како квантум на познавање од дадена област.